Нема да мислите дека ми е лесно да се шетам од една маса на друга во изминативе часови и да се концентрирам од една тема на друга, но мојата професија и моето искуство сепак ме направи во зоната на тренингот да излезам од манирите на рутина. Некои теми ги совладувам побрзо, некои соговорници ги добивам побрзо, но во секој случај мојата обврска е до вас да ги направам достапни важните настани, важните дилеми и преокупации. Како што неколку пати во текот на ова попладне во отвореното студио ви реков дека денеска се 7 децении од формирањето на НАТО. На почетокот како идеја пакт за соработка меѓу до тогашните сојузници во антифашистичката алијанса коалиција, Франција и Велика Британија направи еден договор. Потоа 1949 година во Брисел се приклучија уште САД и неколку други држави и направено е јадрото на Северно-Атлантскиот сојуз како што работна и сега се почесто се употребува. Инаку, ако забележувате, често на конференциите пишува НАТО-ОТАН. НАТО е англосаксонска верзија на Северно-Атлантскиот сојуз, ОТАН е на француската транскрипција. Уште само неколку карактеристики за НАТО, бидејќи тоа е наша преокупација, кон тоа стремиме. Се до 53 година, до војната во Кореја, НАТО беше практично умртвена асоциација, потоа се појави со неколку своји спектакуларни акции, продолжи како својден жандарм на зачување на мирот во светот, се обиде да воспостави баланс над Европа во еден биполарен свет, откако се формира Варшавскиот пакт. Потоа, по неговото распаѓање, во времето на Горбачов, НАТО практично ја презеде улогата на еден главен чувар на безбедноста за многумина, па од друга страна или пред се за Русија и за Кина и главната закана за безбедноста и создавањето на кризни подрачја во светот. Кон НАТО целиме и ние, Македонија. Многумина знаат дека 2008 бевме речиси пред прагот и поради ембаргото на Грција останавме, иако бевме далеку пред Хрватска, Албанија како јадранска тројка, а пред Црна Гора и да не говориме, сите тие земји станаа членки на НАТО, се разбира со помали компромиси од она што сегашната влада на Зоран Заев можеше да ги направи во постигнувањето на Преспанскиот договор. Благодарејќи на тоа отворена е линијата за аплицирање со ратификација на договорот за пристапување на Македонија кон НАТО, денеска и Полска и Словачка. Она што на домашен терен е атрактивно и заради што веројатно ќе предискутираме со моите гости се денешните реакции од првото телевизиско соочување на Пендаровски, Силјановска и Река на телевизија Телма, од каде што произлегува и прилично симптоматичното, да би рекол, ретарирање на Силјановска во однос на Преспанскиот договор. Но да ви ги представам. Мои гости се Маријан Арсовски, професор на Факултетот за безбедност, професор по уставно право, по меѓународно право и Весна Поповска, докторант по прашањето на безбедноста и меѓународниот мир. На почеток, ви благодарам што дојдете, Арсовски и Поповска. Сакам да го прочитам овој став. Уште еднаш се разбира, во кој Силјановска потврдува дека ќе го почитува Преспанскиот договор, иако нема да ги уважува и да ја ословува Македонија како Република Северна Македонија, што е па составен дел на реперкусиите од Преспанскиот договор. Професор Арсовски, вас ве прашувам, може ли така парцијално да се преземе што ни одговара и тоа ќе го реализираме, а при тоа да не создаваме недоверба кон партнери кои треба да не прифатат во друштво на држави кои се од збор? Добро, најпрво им благодарам за поканата. Поздрав до гледачите на Еден телевизија. Во врска со вашето прво директно прашање, мора да го земе во предвид фактот дека ние сме моментално во избори.
Така и моментално постои изборна кампања и сите знаеме и сме сведоци дека во една изборна кампања секој се збори све што е во интерес на гласачкото тело. Така. Меѓутоа, после изборната кампања ќе има друга политика. И сега не би сакал премногу да квалификувам многу работи, што ќе кажат политичарите, бидејќи нели политичарите за време на избори можат све да кажат. И бидејќи е битно е гласачкото тело, меѓутоа на крајот доаѓа до власта, до врвот, кој што треба, од кога ќе се делегира тој мандат од страна на граѓаните, треба разумно и рационално да одлучат што е подобриот пат, за тоа гласачко тело. Гласачкиот народ одлучува еднашка во 4 години, има еден ден, политичката власт секој се бори за тој еден ден, а понатаму останатите 4 години се останати на политичката власт да одлучува она што е најдобро за гласачкото тело. И сега такви изјави ќе има многу. Значи, од повеќе аспекти и така натаму може ќе остане и се погуста и потешка таа реторика. Меѓутоа мора да земе предвид дека ова се веќе политички избори и дека веќе, знаете како викаат, целта ги оправдува средствата. Може све да се каже на тие избори. Меѓутоа сведоци сме дека во меѓународното право се постојат меѓународни договори и непочитување на тие меѓународни договори се постојат и последици. И ние бевме жртва на непочитувањето на еден таков договор што доведе до оваа агонија во последните 11 години. Има сега уште едни дополнителни иницијативи, пак повторно од Силјановска, дека можно е, например, да се покрие иницијатива пред Хашкиот суд за правда за преиспитување на Преспанскиот договор, предполагам од причина на правичност, правовалидност и така натаму, но тоа како што јас се согласувам со вас, дека ова писателска номинација и тука ќе биде прилично интересно да се следи. Во прилог на вашата констатација е и реакцијата на Блерим Река денеска, третиот писателски кандидат, кој побара од Албанија да ја повлече акредитацијата за Имер Селмани, конзул на Албанија во Битола. И тоа создава прилично јасна перцепција и прилично јасна слика во кој правец ќе се одвиваат претседателските избори. Весна Поповска, што е НАТО за нас? НАТО за нас е пред се израз и еманација на суверенитетот и НАТО е многу сериозна работа. Не би се согласила со професорот, ќе си дозволам да кажеме дека се што може да се каже во избори, затоа што се што се кажува во избори има реперкусии надвор. Неодговорноста на определени политичари, нивното дилетантско однесување, сите ќе го платиме како граѓани. Затоа и сметам дека изјавата е апсолутно несериозна и дека не го помага членството во НАТО. НАТО за нас е гаранција за границите, гаранција за суверенитетот пред се, но и гаранција на државноста во поширока смисла, затоа што ова е свет на транснационални закани, никој не може сам. Исто како што ниту еден човек не е остров, така ниту една земја не е остров. Малку во метафоричка смисла, освен можеби дури земјите кои се острови па имаат друг тип на проблеми. Зашто би ги чувала НАТО нашите граници кои се инаку дефинирани со билатерални договори и каде што реално немаме закани за територијалниот интегритет, да речем? Зошто така се издига тоа дека НАТО е чадорот на територијата на оваа Македонија, Република Северна Македонија? Пред се заради контекстот, иако тоа не е единствената улога на НАТО во целата приказка. НАТО е многу поширока приказка што за жал ние некако не ја свативме доволно сериозно. И медиумите, но и ние како граѓани, како експертска јавност. Чувањето на границите е важно не само во физичка смисла, затоа што во денешно време границите не се единствено основа заканите. Имате сајбер закани, има случаи со тероризам, има нови безбедносни закани кај границата и не чувањето физичко на границата не може многу да ви помогне. Мигрантската криза покажа дека тешко се чува, јас на тој план апсолутно се согласувам. Меѓутоа тоа е важно, затоа што географијата е прашање на судбина, а политиката е прашање на мудар избор. Затоа геополитика и тие две работи треба да се преклопат. Географската позиција на Македонија и бара да се ојача, односно да влезе во Сојуз, затоа што ние сме мала земја, лендолак, значи нема излез на море, централно поставени на Балканот и нас не фаќаат сите судири на истокот и западот и сите ветрометини. Нас ни е потребен поголем Сојуз. Решението за секој проблем е отвореноста.
од најбаналните човечки работи, како вика Ајнштајн, човечкиот ум е како падобран, користен само кога е отворен. Исто тоа за сите општества. Ние мора да ги отвориме и границите, да ги прошираме, да ги експандираме со сојузниците. Арсовски, зошто на Македонија НАТО сега и е неопходен? Затоа што ни беше, сега да вулгаризирам, потребен во оваа домашна политичка реторика, заради тоа што, речи си, 20 години граѓанството акламативно е за евроатлантски интеграции и дали на одреден начин и Преспанскиот договор и овој компромис со Грција не прави флексибилни и достајни за меѓународни вакви договори? Добро, на почетокот најпрво би сакал да спомнам дека се наполнија 70 години од постоење на НАТО. Се наполнија точно 70 години од првата нуклеарна тест проба на Русија на нуклеарна енергија. За прв пат, освен Америка, го изгуби монополот на нуклеарно оружје. И 71 година на граѓанската војна во Грција, значи во Северна Грција, што воедно беше првата прокси војна после Втората светска војна помеѓу Америка и Русија. Значи, просто кажано, НАТО се врати, после 70 години се врати таму од кај што потекна. Ако не и една од причините за создавањето на НАТО и од 1949 година беше и граѓанската војна во Грција, а истото тоа доби, освен политичко, доби и веќе и системски почна да се гради после граѓанската војна во Северна и Јужна Кореја. НАТО, знаете, јас работил сум, студирал во Брисел и таму секој се збори за cost and benefit теорија, значи теорија на придобивки и штети. Значи колку се прави проценка секогаш кога една држава треба да влезе во нечие членство, треба да направи пресметка кои се добивките и кои се губидоците за таа да влезе. Ако губидоците се поголеми од добивките, нормално нема да влезете вие во таа заедница. Меѓутоа, ако е обратно, ако добивките се поголеми, вие ќе влезете во таа заедница. Фактичката состојба во врска со Република Македонија е фактот дека Македонија е 90% од своите граници обкружена со НАТО алијанси. Така. Значи, ја имаме од источна страна, имаме Бугарија што е членка на Европската унија и НАТО алијанса, имаме Грција која што е членка и на НАТО алијансата и Европската унија, имаме Албанија која се членка на НАТО алијансата, имаме Косово кој што е воедно под протекторат на Обединетите нации со вооружени сили од страни на Соединетите американски држави, кои исто така се членка на Обединетите нации, и на крај останаат уште само 10% од Јужна Србија, која што моментално сите сме сведоци дека е во политичка криза во врска со, претпоставуваме, незиното не членство или членство во НАТО алијансата. И според сите математики и проценки, cost and benefit теоријата потврдува дека подобро, доколку сте обкружени хипотетички со глутница на волци, подобро да сте волк од кога да се хиена. Ако сте обкружени со хиени, подобро да сте со хиена. Трговските односи на Македонија се значителни големи со државите членки на Европската унија и со државите членки на НАТО. И него доколку не би влегле во таа воена и Европската унија економска интеграција, би имале значително и економски, и воено, и политички реперкусии, бидејќи едноставно сме обкружени со НАТО и, знаете, некогаш едноставно, ако не можеш против нив... За двајцата истото прашање. Да. Ако ние во таа теорија што губиме, што добиваме, иако многумина од народот вели дали требаше баш да го изгубиме името, нели, за да добиеме НАТО членство, ако, например, нас тоа ни одговара, што е тоа што за американците е пред се? Одеднаш им светна дека Македонија е таа точка околу која мора да се чува можниот евентуален конфликт на релација Стар Исток и Нов Запад. Добро, значи, гледано геополитички, кој ќе видиме сликата на Европската унија и на НАТО, значи, Западен Балкан и конкретно Македонија се појавува како една дупка. И таа дупка може од секој аспект, воено, политички и економски, да представува иден проблем и закана, значи,
како за соседните држави, Албанија, значи со нечленството на Македонија во НАТО ние представуваме истовремено закана за Албанија, за Грција, за Бугарија, за Косово. И едноставно нашето нечленство пречи како на соседните држави, кој што кажав дека 90% од нив веќе се членки на НАТО, така и за поширокиот регион. Ние сме, Македонија е дел од Европа, не од Европската унија, од Европа. Ние сме едноставно се наоѓаме во северно-атлантската, се наоѓаме на северот од Атлантикот, се наоѓаме во таа географска положба што самиот назив НАТО значи северно-атлантска организациона алијанса. Ние се наоѓаме под еден на северот, под два се наоѓаме значи на територијата на Атлантикот. Ние припаѓаме, геостратегиски припаѓаме. И сето тоа што го правиме надвор од таа геостратегија, едноставно си правиме штета на самите себе си. Бајрам Сумов, велатнаните, Поповска? Па јас не би се согласила со теоријата да го гледаме НАТО како непријател или како волкот и хиената. НАТО е сојузникот во приказкава. Не мислам дека нашите соседи имаат проблем ако ние не влеземе во НАТО. Напротив, мислам дека некои структури би биле многу среќни со изолацијата на Македонија во тој контекст. Затоа што тоа ќе остави простор за други пенетрации, за други влијанија. Вака, НАТО забораваме вредностите НАТО и приказната на НАТО. НАТО стои за индивидуални слободи, да, за капитализам, меѓутоа демократијата е неспорно врзана со капитализмот. Тоа како прво. Како второ, ние мора да бидеме... Ама не помал капитализам веќе има во Русија, така да тоа не е мерило некој посебно. Да, ама затоа и не ги сакам овие разговори за истокот и западот. Зашто НАТО е веќе глобална приказка и светот исто така е глобален. Сменети се односите, сменете реториката. Падна Берлинскиот зид, падна и кулите близначки, живееме во нов свет. Се плашам дека не се сите свесни за тоа, особено нашите безбедносни елити. А ние исто така мора сме свесни дека ние не го изгубивме името, изгубивме времената референца. Во меѓународно право тоа беше единствената работа за која се преговараше. И јас имам исто толку години кои што ме испород зимата и мојот најголем терет беше каде да отидам, да се оправам и да се расправам за тоа од каде доаѓам. Затоа не мислам дека ова е битка на победници и на губитници. Мислам дека е ова битка за да продолжиме напред, а што требаше да почнеме многу порано. Професоре, го убедивме ли народот, ги убедивме ли луѓето дека нивното верување за членство во НАТО после Преспанскиот договор не е залудно и дека се уште постои на оден начин една висока резервираност, еден помалку скриен гнев низ прашањето баш ли требаше се да дадеме за да бидеме членка на НАТО? Добро, значи секоја рана треба одреден временски период да зарасне. Така. Дали е болно? Болно е. Значи, и сега ќе треба, како што требаше пред 20 години да го признаеме 16 кракото сонце, дека веќе е 8 крако сонце. Значи, и сега сите го прифаќаме тоа знаме. Така и сега ќе треба, знаете, тоа е болна и осетлива точка и ќе треба време тоа да се прифати, да се осети. Денеска представникот, амбасадорот на Европската унија беше го посети нашиот факултет и он многу убаво кажа. Значи минатата година Европската унија има донесено агенда каде што ниедна држава членка, и тоа под предводени од Франција и Холандија, ниедна држава членка не може повеќе да влезе во Европската унија без претходно решени на сите билатерални односи помеѓу незините соседи или било кои други членки на Европската унија. Значи ние и нашиот статистиките покажуваат дека мнозинството на народот прифаќа да сме во НАТО и во Европската унија, меѓутоа тоа си има своја цена. Мислам дека можеше тоа и многу полесно и претходно да се реши, меѓутоа заради неискуството на македонската власт во последните 20 години, затоа што ние имаме држава која што постои 28 години, за разлика од Грција која што постои веќе скоро 200 години. Значи, неискуството на нашите политичари доведоа да сите овие работи кои што некои други држави членки преку ноќ ги решава, ние да ги решаваме на еден така тежок и болен начин. Меѓутоа, во врска со народот и неговата перцепција, ја мислам дека е потребно, како за сите работи, некои работи едноставно е потребно време за времето ги лечи сите рани.
Оскар? Па, мислам дека не е неискуството толку проблем колку што беше корумпираноста на елитите и склоноста на определени кон определени детски болести, така да ги наречеме. Затоа што 28 години држава и Словенија и еден куп други држави што после нас изникнаа. Мислам дека мора да имаме посериозен пристап и да ги гледаме работите со пореални очи, да ги наречеме со вистинското име. Изолацијата одговараше на претходната власт која имаше Република Македонија. Ние изгубивме непроценливо многу време. Затоа не смееме си дозволиме да изгубиме уште време на овој пат. Овие работи требаше да бидат решени многу порано и ќе беше многу полесно. Ако некој има решение, зашто себе слушам и една од кандидатките за председател, дека може да се направи по некој столиран на позицијата, бујром, нека кажат. Јас не гледам друго решение, ниту како правник, ниту како граѓанин на оваа земја. Професор Арсовски, кога се заговара на одреден начин промена на Преспанскиот договор, дали тоа значи и една комплетна ревизија на уставните решенија и на уставот, што во одреден начин исто така по правило и по дефолт создава дома една нова политичка тензичност? Добро, еве за компарација би го земал најмодерниот устав што постои, а тоа е уставот на Америка од 1787 година, кој што после донесувањето доживеа исто така 20 амандмани. Значи, уставот на Соединените американски држави, што е пример за модерното уставно право, што ние го земаме, веднаш после неговото донесување, тој веднаш доживеа многу амандмани. Разбирате? Како секоја нова, како сите претходни држави, исто и уставот на Англија. Ние знаеме дека уставот на Англија е стар 800 години. Магна карта. Да, меѓутоа 200 години после истиот доживеа други амандмани. Еден крал одлучи да ги поништи одредбите и на крај просто кажа, не буквално кажано му летна главата, нели? И остана одреден период, Англија остана без кралство. Меѓутоа после тоа се донесоа, Кромвел донесе и други промени што денеска исто така се дел од уставното право на Англија. Значи, историјата на уставното право покажува дека уставот поготово во првите години на своето постоење доживува многу промени. Значи, ние дали може да се споредуваме со Словенија? Словенија 90% од населението е словенско. Имаат 1, 2, 3% од германско или некој си од поранешните Југославии и така натаму. Меѓутоа, кај нас ние знаеме фактичката ситуација дека имаме одреден процент на тие задници, имаме одреден процент на одредени заедници што се од таа религија, многу проблеми што ни се оставени од историјата. Значи, ние се уште имаме, уште пред создавањето, значи, на Република Македонија, претходно Социјалистичка Република Македонија, така натаму, уште многу проблеми ни остана од нашите прадедовци кои што треба да ги решаваме. А најголема гаранција за решавање на владење на правото, што владење на правото е уставот и сите негови законски и подзаконски акти. Меѓутоа, за да правото биде слика на реалната состојба, што ние можеме да имаме устав кој што нема никаква поврзаност со реалната состојба и тогаш имаме проблем во општеството. Значи, за да правото биде во интерес на граѓаните и да ја осликува реалната состојба, истиот ќе доживува промени, како што Соединените американски држави сите промени во врска, сите амандмани ги има доживео на првите 30 години од нивното донесување. Има една парадоксална ситуација во Европа, можеби е, да речем условно, несмасно да се прави таква паралела, но прашањето ми е, ако во Велика Британија, која до сега беше една спастрена држава, нели, без некакви посебни турбуленции, освен се разбира познатиот нивен верски и судирот во меѓу католиците, протестанти и така натаму во Ирска, сега се доведуваме во ситуација и самите англичани веќе да не знаат кај се. Во Унијата, надвор Унијата, какви штети, некакви штети. Дали ние, воопшто, кога некој заговара, ај сега да го оставиме Преспа, одново ќе почнеме, им предочуваме на граѓаните, им предочуваме на избирачите кои треба да гласаат, што значи ревизија на што туку донесен или документ кој не води на евроатлантскиот пат.
Господине Чомовски, со должна почит, тоа е правно дилетантство. Тоа е демагогија која е лесно да ја употребиш во избори, ама многу тешко да ја спроведеш, особено за некој што предава уставна права. Не е возможно правно, значи преспанскиот договор не беше акт на слободна, како да кажам, на никому утекнува бајде ќе правиме преспански договор. Тоа е постапување по резолуции за безбедност на Советот за безбедност на Обединетите нации. Тоа се правно врзувачки документи, не може да остане тоа ни горе ни доле. И ова е работа што беше за поздравување, значи се надмина спорот. Иако спорот апстрактно сериозен многу ми го нарекуваат, јас се согласувам дека беше невозможно нели да се докажат претензиите на едната страна кон другата. Дипломатијата, јавноста успеа да ги доведат позициите до таква ситуација, нерамноправна положба. На тоа се доливаше маса на огнот со несериозни политики, со Скопје 2014 со иридентистички, символични политики. Чи некој за тоа треба да превземе одговорност, а не ние да го носиме терет. Затоа Уставот, да, може да се менува, ќе се менува процедурата, не е спорно. Меѓутоа, македонскиот устав има претрпено многу повеќе измени бројно отколку американскиот устав. Меѓу 30 години и 300 години. Меѓутоа, тоа не е начин. Ова што го кажуваат како заговор дека ќе се менува уставот и дека ќе внесат некоја клаузула за вечност и постојност, тоа е невозможно. Значи уставот е жива материја, правото е жива материја, да, може да се менува. Меѓутоа не можете да кажете дека ќе го промените договорот кој е резултат на меѓународни напори, на колективна безбедност. Тоа е правно несериозно. Судот во Хаг, Меѓународниот суд на правдата, како примерен извор на правото ги има токму овие резолуции на Совет за безбедност. Затоа се тоа е само демагогија, не е право. А што ви мислите? Добро, во врска со искуството, значи ние имаме 28 годишно искуство. Дали имаме искуство? Немаме искуство. Значи 2006 година имавме Македонија 92 неколку години имаше проблеми со влез во Обединетите нации, значи врвната меѓународна институција, и првиот и вториот амандман со цел ние да влеземе тамо. Тоа беше првата промена, еве, да земеме за пример првата промена, дека Македонија нема да се меша во внатрешните работи на соседните држави, со цел да го премениме ние уставот за да влеземе. Тоа беше услов за да влеземе во Обединетите нации. Значи ова не е прв пат ние да го менуваме уставот за ние да влеземе во некоја меѓународна организација. Врска со македонското искуство, значи ние немаме искуство. Има еден латински збор sine nobis, на македонски е сноп. Во превод значи човек без благородничко потекло. Значи ние имаме многу неискусни луѓе, поготово во многу витални ресурси како што е меѓународните односи, кои што прават толку флагрантни грешки што Македонија во последните 20 години под еден ја донесува во граѓанска војна и по два ја создадува политичката криза последните 11 години. Така, например, во 2001 година Косово, кое што де факто и де јуре беше под Обединетите нации и де факто беше веќе надвор од институционалните рамки на Србија или тогашна Југославија, преговараше во врска со границите со Косово. И веднаш после тоа имавме граѓанска војна, нели? Прво имавме пуч, за еден глас Хамди Бајрам не се одлучи и мислам дека за тој може заврши во затвор. И пучот не успеа и планот Б беше граѓанска војна. И исто така 2006 година би сакал да напоменам, значи баш на седници ја до ден денеска сум шокиран, кога сакаше да се промени називот на аеродромот во Скопје, сакаше се промени да не биде според село, значи називот го водеше според селото, нели? Петровец, селото Петровец и аеродромот Пецовец според во чест на некој си село. И сакаше се промени. И тогашниот премиер го праша министерот за надворешни работи, што за мене, да бидам искрени, не беше толку искусен и компетентен во таа област, го праша дали ќе има правни импликации со Грција доколку ние го промениме аеродромот во Скопје, го премениме Александар Македонски. Министерот јавно на владина седница рече нема да имаме. И сега, значи, или не го прочитал договорот помеѓу Македонија и Грција во Обединетите нации, привремениот, или не го разбрал. За тој да каже дека нема да има, а таму во договорот точно пишува дека Македонија мора да пази во врска со историските, користење на историските називи Македонија, Александар Македонски и така натаму. И од тогаш веќе почна цело на тоа беше чист гест на иридентизам, нели? Меѓународен аеродром, најголемиот и единствениот во Македонија, вие да го прекрстите сега во Александар Македонски, што беше иритација, нели, за соседната држава Грција, кој што го искористи како право да после 2 години од 2006, после 2 години 2008 не станеме членка. И уште една работа.
кога вие не сте членка на некоја организација, а друга држава е членка, треба да земете предвид дека сите држави од тоа членство застануваат позади незината членка. Што значи дека позади Грција застана и НАТО и Европската унија и ние. Добро, поштовани гледачи, мои гости и ваши, Маријан Арсовски, професор, и Весна Поповска, докторант за безбедноста, реклами, и се враќаме назад на продолжение на дебатата. Граѓанскиот форум некаде ќе почне за 15 на 20 минути. Прашањето и не треба да ви го поставувам. 70 години Македонија влегува во НАТО, уште ли ќе живееме меѓу минатото и еднината, и дали ние ќе ги почувствуваме бенефитите на една асоциација во која треба трпеливо да се грижиме и за другите, како што треба да се грижиме и за себе. Реклами. Зарем ова е најдобриот чувар на вашиот дом? Макс, не тоа! Има попаметно решение. Доаѓаме дома. Направете го вашиот дом паметен со Smart Home. Користете технологијата за добро. Имате пожар во стомакот. Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни тегови. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак. Гастрогард. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. За вашето осигурување не размислувате често, но секој ден живеете со спокојот што ви го дава. Осигурете ги вашето здравје, домот и автомобилот и заштетете до 40% со новиот пакет Триглав Комплет Плюс. Триглав осигурување. Сите ваши сметки и плаќања на едно место и со еден допир. Бесплатно мобилно банкарство. Евростандард банка. Секогаш на дланка. Нова, модерна приказна за сите љубители на префинети деликатеси и пијалоци од најдобрите региони во светот. Инспиративни содржини за новите трендови во кулинарството, најубавите ресторани и запознавање со ексклузивниот асортиман на деликатесен Тинекс. Дели магазин, вашиот водич за современ лајфстайл и врвно гастрономско доживување, поддржано од деликатесен Тинекс. Седумдесет години НАТО, Македонија во исчекување добие регуларен, редовен статус на членство, иако веќе министерката Шекеринска и Димитров се дел од редовните политички консултации, па дури и ова нова протоколарна видување на НАТО во Вашингтон, каде што е Димитров. Има помалку символика во денешниот концерт на оркестрите, на армиските концерти во кои учествуваат односно инструменталисти и диригенти од САД, Словенија, Грција, Македонија и пази парадокс на првата интерпретација на овој мултиетнички оркестар
диригираше грчки офицер. Музичар, се разбира. Заправме на една теза која е прилично, а вие начнате Поповска. Што и кого ќе не следи, ќе не чува НАТО. Многу не милат, па ние можеме сами да се чуваме. Меѓутоа, овие сложени, нови услови на геостратегија, на нови форми, на софистицирани облици, на сајбер криминал, на новите облици на заштита на небото и така натаму. Тоа можеме сами? Ништо не можеме сами. Во 21. век ништо не можете сами да направите. Тоа е веројатно поширок концепт кој е битен и кој важи и на микрониво, и за мене и за вас како поединец, и за Македонија како држава. Мора да земеме во предвид последните два стратешки концепти на НАТО за што зборуваме како стратешки документи. Едниот се однесуваше на паметна одбрана и на постигнување интероперабилност и практично усовршување на секој од сојузниците во различен дел од војните вештини и војната моќ. Едни ќе се спремаат за да го бранат небото, други да го действуваат на море, трети да действуваат на копно. Другиот момент е дека, односно другиот стратешки концепт подразбира зашто се треба НАТО да биде спремен за предизвиците на 21. век. Тука го подразбира и кризниот менеджмент и цивилната заштита, што е особено важно со исправување со катастрофи. Го подразбира и сајбер и новите безбедносни закани, прокси ворс, она што го спомна колегата, меѓутоа треба да имаме предвид дека тоа е еколошка безбедност, нешто со што Македонија има сериозен проблем. Енергетска безбедност, нешто што треба да ни биде топ 1 приоритет. Значи, јас сум убедена дека оваа влада како активен принос кон членството во НАТО треба да отпочне со сериозна инвестиција во нови енергетски објекти. Потоа тоа е и инфраструктура. Значи, НАТО земја мора да има соодветна инфраструктура. Ние имаме парче автопат најдобро Скопје Гостивар што треба да возите со ограничување 80. Мислам дека бенефитите од членството во НАТО допрва ќе ги почувствуваат граѓаните, меѓутоа тоа значи дека има исто така и многу работа таму. Затоа што ние треба да поставиме цел нов систем за цивилна заштита и управување со кризи, затоа што ние имаме сериозен проблем и законот за заштита и спасување, законот за управување со кризи се проблематични, не се функционални едноставно. Имавме проблем да ги трансформираме старите одбранбени робусни системи наследени од социјализмот од пред Берлинскиот зид во современа и модерна одбрана. Значи на тоа се уште треба да се работи. Акцијските планови за НАТО тоа генерално добро го разработуваат, што имаат 5 фази. И обработуваат и правни прашања, политички прашања, економско-безбедносни. Ние сме рекордери број на акцијски планови, имаме 17 планови за 19 години, меѓутоа се уште имаме многу што да сработиме. Затоа што не сме приспособени и не сме способни да ги реализираме акцијските планови. И двете, и политичка волја, и реализација, и начинот на кој јавните политики во Македонија генерално се спроведуваат. Меѓутоа не е само војниот момент, НАТО не е само војска. За НАТО е многу важна и цивилно војната соработка, нас тоа да ни фали. Ние се уште имаме тоа се подобрува со текот на времето, но се уште ни фали делот на постигување интероперабилност меѓу групи. Што значи на пример дека небото ќе ни го чува Грција? Тоа е екзактниот доказ на сојузништво во рамките на алијансата. Тоа е еден од аспектите, дека нема да доживееме напад од воздух. Тоа може да е терористички напад, може да е напад на трета сила, може да е напад, не знам, може да е напад на од различни актери, од различни фактори. Сите оние кои влегуваат во делот на нови безбедности. Професор Арсовски, остварувањето на политичките критериуми што НАТО ги бара се рече се 70 до 90% приближно до акијата, односно до поглавијата на Европската унија кои треба да се реализираат. Велат, ако си ги остварил политичките критериуми, си завршил половина од работата во преговорите за поглавијата од Европската унија. Но, уште има резерви. Криминал има, нестабилна правна држава, институции невалидни. Ако со тоа не прима НАТО, ЕУ ќе не прими со таков багаж? Добро. Значи, ние ностоп збориме НАТО и Европската унија. И тоа да бидам искрен, ја тие организации ги гледам само како една целина, кој што се фокусирани, едната е фокусирана во полето на економија, а другото е фокусирано во полето на безбедност. И ние сите сме сведоци дека секоја држава членка пред да стане членка на Европската унија, претходно станува членка на НАТО, па понатаму, нели, со 10 членки 2004 година, претходно Унгарија, Полска и така натаму. Значи,
тие две организации се, ја ги гледам како една целина, меѓутоа едната е повеќе фокусирана во полето на економијата, а другата е повеќе фокусирана на полето на безбедноста. А вие кога ќе видите членството на тие држави членки, сите се тие членки на 90% од членките на едната организација се членки на другата организација. Сега нормално имаме и други членки, како што е Турција, меѓутоа таа е еден специфичен случај, незината територијална, религиозна и други видови и други критериуми, кои што денеска истата се отклонува се повеќе и повеќе од тие НАТО алијанси и како пандан и резултат на НАТО алијансата од 2001 година, тоа убаво ќе го запамтиме од конфликтот, граѓанскиот конфликт во Македонија, за прв пат е основана и Шенгенската договорна организација, воено-политички и економска организација помеѓу Русија и Кина, како и нивните соседни држави. Дали е тоа новиот биполаризам на светот, наспроти порано НАТО, Варшавски пакт, по распадот на Советскиот сојуз и на Русија? И второто прашање кое е директно за двајцата. Дали повторно тука на Балканот ќе се прекршуваат економските, безбедносните и политичките стратегиски интереси на, како што во една прилика Бжежински вели, на една Европа, наспроти Русија и Кина. И токму тука ќе се прекршуваат. Затоа што патот на свилата доаѓа, да речем, на Балканот, руската пенетрација и поради славијанството е присутна, иако ми се чини дека како да спласнува својната антируска хистерија во Македонија, до толку повеќе што прагматичната московска дипломатија, без оглед што вели не признаваме Северна Македонија, Преспански договор, најнормално го признаа новото име на Република Северна Македонија и се одвива дипломатската и трговската комуникација. Прашањето ми е, ќе се преклопат овие два нови фронта како кохабитација или како кризен менеджмент или конфликтни сојузи? Мој мислење е дека овие два момента ќе се преклопат. Меѓутоа границите се поместија, нема повеќе. Со влезот на Македонија веќе почна последната фаза за приемот во НАТО, веќе овој регион ќе се затвори. Ќе остане само уште Србија, нели? И таа, мислам, според таа костен бенефит теорија ќе има повеќе губиток ако не е членка од колку добиток. Проблемите ќе се останат, да, апсолутно. Значи ние веќе сме сведоци дека скоро 20 години постои друга една воено-политичка економска коалиција помеѓу Русија, Кина и нивните соседни Казахстан, Узбекистан и другите соседни држави. Едноставно посем сите они случувања во Тајван, во Украина и така натаму. Меѓутоа мислам дека границите на конфликтот ќе се поместат. Значи тоа веќе ќе биде тука, значи во источниот блок, значи во Блискиот исток, значи Каспиското езеро, и од другата страна сега не знам и некој да преюдицирам, а и мислам дека Македонија според својата мок на политичка, економска мок и не треба премногу да се внесува во тие меѓународни односи кои што се премногу големи, кои што се премногу силни и ние треба главно да се фокусираме на своите внатрешни економски прашања, а меѓународните односи и меѓународната политика едноставно да оставиме на големите сили, што сите сме сведоци дека третите народите од третиот свет ги трпат последиците помеѓу големите сили. За вас исто, Поповски, може тука да се преклопат овие големи стратешки игри? Јас мислам дека треба да бидеме попрагматични, а помалку да се ослонуваме на теории на заговор. Не сме ние ниту толку битни, ниту толку големи, ако сите овие приказки се, нели? Дел е приказка, дел е вистина, нели? Како во секој контекст. Мислам дека мора да бидеме попрагматични и мислам дека мора да бидеме пореални. Јас сум оптимист за разлика од професорот, мислам дека ќе имаме поместување на подобро, затоа што членството во НАТО подразбира дека ќе има промени. Да, ние имаме багаж, но тој багаж ќе се расчистува лека по лека, чекор по чекор, затоа ќе биде следно, затоа за Европска унија се зборува за 5 години од сега, на пример. Мислам дека треба да водиме сметка и за домашните работи, меѓутоа и за надворешните работи, затоа што
во меѓународната политика нема вечни пријатели и непријатели, има само вечни интереси, они меѓу себе ќе се преорганизираат за разлика за определени прашања. Ако за Сирија се немаше заеднички став, за некои други работи имавме други сојузници. Тоа се игрите во меѓународните односи и во меѓународното право генерално. И треба да се држи да се изгради национална стратегија, што е интересот на Македонија како таква, и која е нашата позиција во меѓународните односи долгорочна. Добро, поштовани гледачи, следите дебата по повод 70 години од НАТО и се разбира оно што најмногу не скокотка, а тоа е кога ние би можеле да бидеме де факто дел од бриселскиот стол на 30 членки на НАТО. Уште еден круг на реклами, а потоа со моите вечерашни гости, универзитетскиот професор Маријан Арсовски од Факултетот за безбедност и Весна Поповска, докторант за безбедност, ќе имате можност во рамките на граѓанскиот форум да поставувате прашања, да изнесувате своји констатации. Зарем некој би посакал ваков роден ден? Не изгледа многу забавно. Ова е вистинска роденденска атмосфера. Направете го вашиот дом паметен со Smart Home. Користете технологијата за добро. Пелистарка ви подарува апликација за здрав живот, здрави навики и здрави одлуки во 2019-та. Календар со спортски настани, културни случувања и празници. Организатор на вашите секојдневни обврски. Подсетник за тоа колку вода пиете во текот на денот. За здрави одлуки во 2019-та. Пелистарка. Со правилна програма, поддршка од околината и желба за успех, ниту еден сон не е неостварлив. New Me е за жени со свесен стил на живење во денешниот модерен свет, каде природната иновација и убав дизајн одат рака под рака. New Me е концепт кој ги менува животите на жените и нивната перцепција за невозможното. Среќна, здрава, задоволна. New Me, биди најдобрата верзија од себе. Добар ден! На што се жалите денес? Доктор, последниве неколку дена ме боли десната рака. Ништо страшно. Тоа е поради возраста. Ама, докторе, и левата рака е на иста возраст, па не ме боли. Две компоненти во една таблета за брзо и силно дејство. Парафен, за ден без болка. Магичниот круг на љубовта. Рагуза 360 е современ евент центар специфичен по својата локација и амбиент. Оплеменете со модерен минималистички интериер и нота на софистицираност, со цел да ги дизајнира вашите најважни настани на животот. Прославете во уникатен простор и луксузен амбиент, совршено надополнет со прекрасниот поглед на Скопје. Првиот руфтоп за ивенти во Македонија. Неделната понуда во Тинекс, збогатена со понуда плюс за супер викенд. Марула 15 денари, јагоди 69 денари, свински ребра 229 денари, свинска плешка 250 денари. Тинекс, секој ден со вас. За опуштање или будење, интензивно или нежно. Што доколку тајната е во спојот на сочни праски, моќен црн чај и ароматичен цвет на хибискус во неочекувана вкусна фузија. Фјусти открија својата фузија. Раскажувам вертикално, размислувам вертикално. Вертикално е повкусно, вертикално е позабавно. Вертикално не е формат,
Тоа е начин на живот. За сите ваши вертикални видеа, слики, Facebook и Insta Stories. Бесплатен вид Go Social, пакет со неограничен интернет за омилените социјални мрежи. Следете и споделувајте без да трошите од вашиот месечен интернет. Плюс изберете смартфон за одлична цена. Само со VIP Postpaid. VIP, член на A1 Телеком Австрија групацијата. Неплатена политичка програма. Еден ТВ на овие председателски избори е спречена да емитува платена политичка програма од страна на Државната изборна комисија, иако за тоа не постои законска основа. И покрај тоа што телевизијата првично беше ставена на листата на медиуми кои што имаат право на платено политичко рекламирање, од само за нив нејасни причини истата ја отстранија. Од денеска телевизијата не може да емитува промотивни материјали на председателските кандидати кои претендираат за освојување на фотелја за шеф на државата, само заради тоа што ценовникот е доставен до Државната изборна комисија со неколку дена за доцнување. И покрај тоа што за вакви случаи изборниот законник предвидува прекршочна санкција, Државната изборна комисија надвор од законот се одлучи за драконска казна, односно за забрана за емитување на платена политичка програма. Во известувањето на кое се повикува Државната изборна комисија доставено до Еден ТВ, се цитира членот 75Ѓ став 6, кој се однесува само за интернет порталите, но не и за радиодифузерите како што е телевизијата. Она што е зачудувачки е што Државната изборна комисија не достави решение или одлука за ваквата постапка со правна поука за да може да се обжали, туку се определи за известување кое нема правна тежина и сила на акт. На овој начин членовите на Државната изборна комисија постапиле спротивно на изборниот законник, ставајќи ја во нерамноправна положба Еден ТВ, нанесувајќи и огромна штета на телевизијата, кандидатите, како и нејзините гледачи. Еден ТВ ги презема сите законски мерки за да докаже и покаже дека е онеправдана и од одлуката на Државната изборна комисија да забрани емитување платена политичка програма е драконска и пред се незаконска. Еден ТВ ги повикува председателот на Државната изборна комисија Оливер Дерковски и членовите на комисијата јавно да ја образложат оваа драконска постапка и врз основа на која законска норма или правилник се одлучиле на ваков непримерен чекор. На 70 годишнината од НАТО ние се занимаваме се уште со нашите шанси за прием, колку компромисот од Преспа ни го спушти на одреден начин тонусот на верување или ја качува довербата во сигурноста и перспективата на државата. На оваа тема разговарам со Маријан Арсовски, универзитетски професор, и Весна Поповска, докторант за безбедност. Режија, мислам дека можете да го дадете и прашањето или дилемата. И од овој момент, како што веќе вообичаено практикувам, во вторниците и во четврток, вашиот и мојот граѓански форум се спојуваат во дебата во рамките на отвореното студио. Ако сте расположени, при тоа морам да ви кажам дека не од умор, туку од објективни програмски причини, овој пат нема да траеме повеќе од 22:30. Затоа, ајде на работа. Добро вечер за првиот гледач. Па не треба и да го прекинам граѓанскиот форум. А може би имате право, може да сте уморни од сите овие председателски номинации и така натаму, па веројатно сте заситени од сите пораки на овој план. Добро вечер, ајде уште еднаш да проверам. Добро. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Добро вечер, господине, повелете. Да. Прашал гостите за нивно мислење
дали со влегувањето во НАТО се гарантирани границите на Македонија, дали имаме некоја гаранција дека нема држава да се струи, дека нема да има голема Албанија и така. Нивното мислење, дали имаме гаранција? Благодарам. Добро, мислам дека иако имаме потешкоти со линиите, мислам дека е прашањето кон вас, Поповска и Арсовски. Дали НАТО практично ги сузбива старите балкански трауми за големи држави, голема Србија, голема Албанија и така натаму? Апсолутно, тоа е предвидено со Вашингтонскиот договор, основачкиот договор на Алијансата, кој гарантира границите на сите држави членки. Значи и за напад од надвор, немната е напад на сите. Обично тоа се однесуваше во стариот век за претензии од други држави, сега веќе се однесува и кон недржавни актери. Прв пат имаше активирање на членот 5 кога имаше напад на кулите близначки врз САД. Апсолутно е гаранција и одговорот е апсолутно да. Тоа ќе ги закопа старите националистички духови и ќе даде една нова динамизија, една нова реторика на Балканот. Арсовски, што ви мислите? Не е гаранција. Не, Да. Значи, НАТО гарантира само доколку некоја членка е нападната од друга држава што не е членка. Значи, ако нас не нападне Албанија, например, тогаш НАТО нема да интервенира, како што беше случајот со Кипар. Нели? И Грција и Турција беа членки на НАТО алијансата, заради одредени меѓусебни спорови. Турција окупираше дел од Кипар и истото тоа си остана под едното под турска ингеренција, значи Северен Кипар, а другото остана под Грција. Демонстративно Грција го напушти НАТО, веднаш после окупацијата на Турција го напушти НАТО. Меѓутоа НАТО ништо не превзема, бидејќи НАТО не се меша во меѓусебните односи на државите членки. Што значи дека како одговор на прашањето за тоа дали има гаранција, немаме гаранција. Кога беше извинете случајот Турција Кипар? Пред колку години? И кога пресмета Грција дека костен бенефит теорија, дека подобро е да се врати во НАТО, истата се врати и се продолжи, меѓутоа да го решаваат во границите на Европската унија, бидејќи тамо се уште Турција не е членка, и како билатерален однос и да го решава во Обединетите нации. Добро вечер, следен гледач. Добро вечер, Чомовски. Повелете. Поздрав до вас и до гостите. Јас сакал да дебатирам малку темава и како прашање за потврда на моево размислување. Повод ми даде коментарот од многумина гледачи во други емисии, кои ќе кажат тие неќеме НАТО, што ќе ни го напад. Кој ќе не напад? Не разбирате? Ама како тоа кој ќе не напад? Па познато е дека на овој Балкан, значи балкански војни, светски војни поштувале од тој раздор што се ствара заради Македонија, не? Значи ако сите соседи имале такви аспирации, тоа е јавна тајна, нема што тука. И сите се си мислеа ова држава нема да биде и ќе си направат пак нивни сметки. Сакам да кажам дека членството во НАТО е една од главните приоритети на држава. Нема повеќе пипање на оваа територија. Каква е таква е, толкава е. Сега што да правиме? Сите се мали, нема голема. Значи безбедноста е гарантирана и според тоа нема више да се занимаваме со тие работи, ќе не нападне овој или оној. Повише треба да мислиме што ќе правиме ние вдатне, да не почнеме ние да се меѓу себе расправаме, кој што се случува. Прашањето ми е во тој смисол, дали се согласуват со моето мислење. Благодарам. И јас во овие дебати одбегнувам да се согласувам со вас заради зачување на вашиот демократски капацитет да мислите различно од мене. Ако ги прашувате професорите што мислат, еве нека го кажат својот став. Арсовски? Ние сме сведоци дека опозицијата, позицијата, различни политички групации имаат различно мислење за уставот, за законите, меѓутоа едно е единствено, значи и за ВМРО, и за СДСМ, и за сите останати партии е членството во НАТО. Сега под кои услови? Значи неспорен е фактот дека
и политичките партии, и народот според статистиките, го сакаат членството во НАТО. Сега, прашањето е по која цена? Меѓутоа, нашето членство е посакувано сите, тука сме единствени по тоа прашање, посакувано сите и мислам дека тука нема и да се одлучува во парламентот, сигурно ќе има повеќе од двотретинско мнозинство. Знаете што, најефтино е во минодопски услови. Не дај Боже да настане криза, тоа ќе биде премногу скапа. Тогаш дури мислам не само Преспа, туку и други договори можда ни накапат на врат. Арцовска? Поповска. Поповска, извинете. Јас се согласувам апсолутно со гледачот и сметам дека е во права и ќе се надоврзам, ќе искористам оваа прилика да се надоврзам на претходното прашање, она што го зачнавме со професор Дарсовски, дека НАТО, поучен од старите проблеми, грчко-турскиот однос и неколку други конфликти, сега инсистира на тоа проблемите да бидат решени пред да се влезе во НАТО, значи да нема нерешени конфликти помеѓу соседите. Не сметам дека турско-кипарскиот спор е компатибилен на нашата ситуација, зашто таму има и зона на Обединените нации, има и зона на UK на влијание, многу е поинаква ситуацијата. Сметам дека тоа е една од главните причини зашто членството во НАТО ни е потребно, потврдување на границите, ути посетете. Дури една Франција во еден период го замазна членството, за да направи нуклеарна нуклеарна и пак се врати назад откако процени дека на оден начин е сега од безбедносен и војно-политички аспект равноправна со членките на НАТО. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер, господине Чомовски. Повелете. Сам уште малку да го навалим телевизорот. Браво. Поздрав до професорите. Ја, господине Чомовски, бев воена опција. Уште у бивша Југославија. Добро. Во случај да не нападне Бугарија, Грција, Албанија. Со што располага Грција, со што располага Бугарија, со што располага Албанија. Зборим за бивша Југославија. За бивша Југославија зборим. Еве сега никој нема да не нападне. Овие деца не беа родени тогај. Јас сум постар човек, имам 62 години. Еве директно прашање за професорот. Што ние толку сила нудиме ако штрајкуваат железничарите, градежниците, професорите или студентите? Што толку нудиме внатре сила? Зошто се плашиме од натре? Од ќе скршиме раковниот договор, Пршинскиот договор или глупости некој? Немојте да нудите толку сила внатре. Овој народ не се плашиме со толку сила. Ви благодарам многу. Добро, оставам да го мисли и за вас, да го мислите тоа што сакате. Не мора по секоја цена моите гости да ви одговарат, бидејќи изрековте лична констатација. Добро вечер, следниот гледач. Ало. Да, повелете. Ало, добро вечер, Чомовски. Повелете. Ајде, учите од претходниот, го намали телевизорот и имаме кристално јасен тон. Ете, видите, прав амбиент. Добро, повелете. Ало, добро вечер, Чомовски. Добро вечер. Се јавувам со НАТО и без НАТО за предизвикно. Добро. Сакам да ве прашам, дали во Македонија има една фирма што произведува рачки за лопата? Рачки за лопата? Не, ова смешно. Ама чека да ви кажам сега, јас знам... Само толку сакам да ве прашам. Не, дека има фин цинизам у тоа, ама каква коинциденција? Јас завчера на пазар купив рачка за лопата. Не, башува со и без НАТО. Добро. Значи, со таква хармонија, како е возможно една држава да просперират? Па без разлика дали ке НАТО или Европа. Ама не, тука јас го преземам улогата на диалог. Па нашата хармонија не е ништо полоша од хармонијата во Белгија. Па видите каков просперитет имаат. Добро, ама да не зборам за Ирска и за ривалитетот со британците. Да, тука се оправа. Добро. Еве, Поповска ќе ви одговори, ќе ви го продолжи диалогот, повелете. Добро. Во концепт на отворени граници, отворени пазари, увозот е многу фина работа. Ако не ги произведете рачките за лопати, ќе ги набавите од странство. Ако ги затворите границите, ќе останете и без лопата, и без рачка, и
секогаш ќе имате некој изговор. Ама има и една позната кинеска, ако не знаеш да ловиш, научи го синот ако не знаеш да фатиш, научи го синот како да уловиш риба. Токму така. Мислам дека ние не треба да се плашиме едни од други во приказкава. Натре почнува домашната работа и тука апсолутно не е проблем дали државата е мултиетничка, ваква, таква. Митовите за национални држави се одамна изумрени. Добро вечер, кажете, имате уште коментар? Ние како граѓани не сме задоволени како работници. Значи нема таков добар живот. Не ве слушам, слаба ни е врска да мора... Ја слабо ве слушам, да. Добро, ви благодарам многу, извинете што морам да ве прекинем, зашто не смееме да мораме да внимаваме за квалитетот и на звукот, освен на сликата. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер, Чомовски. Добро вечер. Весна Поповска и Маријан Арсовски се безбедносни стручњаци ви стојат на располагање. Добро вечер до вас и до вашите гости тука. Мило ми е што ве гледам. Ваш слушател сум, ваш гледач. Само едно ќе ги прашам професорите, професорката, професоро. Која година се родени тие професори и што толку зна за НАТО и за Република Македонија и комплетно за Балканскиот полуостров? Ама тоа е исто како да прашате било кој университетски професор што се родил, што знае за Ајнштајн, за Њутон и така натаму, и заради тоа што не знаел или не знае доволно, не може да биде професор. Не ми ја знам паралелата, зашто мораш да бидеш врсник па да знаеш повеќе. Сакам да, како гостин, како слушател, како ваш гледач. Да, прво. Ако ми дозволите. Ви дозволувам. Јас сум служил во JNA 90-та година. На 18 години отидов, мојот родител ме испрати во СФРЈ. Војник во JNA. JNA беше сила кој што никој не ја побија. Побија тие разорните моќни сили, Европа, Америка и не знам кои други. Како војник се врати 93-та година од JNA во Република Македонија, како едно бедно сираче испатено и вратено од таа храбра JNA. И од оваа држава неам ништо. Ова го кажувам со факти, со име и презиме, и дата, и матичен број, и сите работи. И мене ми е криво што се вака се случува. Јас сум со патешествие, со трауми, и немам ништо од оваа држава, осем од JNA. Југославија ја сакам, и за Југославија сум бил, и за Југославија ќе умрам. За Македонија пред се сакам како држава на македонскиот народ и сите што живе во Република Македонија. Ова е небитнина за македонскиот народ. Тоа се случуваше 90-та година и сега 2019 година. Благодарам, Чомовски, фала ви што ме се слушате. Благодарам. Поверете. Добро, убаво што првиот јавувач го спомна, а и се последниот јавувач го спомна. Граѓан. JNA, тоа е исто скратеница како НАТО, што е Северно-Атлантска договорна организација, така и JNA беше Југословенска народна армија. Таа не беше МНА, туку беше Македонска народна армија, туку беше JNA. И исто како и убаво како за компарација да се направи. Значи, благодарам за гледачите што така не прават помлади. Годините ќе ги оставиме бонтон во тајна. Меѓутоа, и убаво како компарација, бидејќи ако се сеќаваат истите овие постари генерации, дека и они служиле во некоја си алијанса. И тоа била Федерацијата Југославија, составена од 6 држави, 2 републики, сега се 30, НАТО се 30. И 2 покрајни. 2 покрајни, така. Значи, и тогаш постоела некоја си воена алијанса, нели? И истиот гледач можеби е сведок, а и него начекал тој период. Ние сме сведоци кога многу македонски државјани одеа во Словенија, во Хрватска, да се борат за таа воена алијанса на Федерацијата,
ЈНА, Југословенска народна армија, не македонска, југословенска. Таа не беше ни хрватска, ни српска, ни словенска, таа беше југословенска, кој што едноставно кога имаше потреба да се прави интервенција во Словенија, македонски граѓани беа праќани во Словенија, кога требаше да се прави интервенција во Хрватска беа праќани во Хрватска. Така и НАТО алијансата. Значи тоа е една војна алијанса која што ние сме прифатиле и утре, не дај Боже, јас сум поборник за мирнодопски услови, меѓутоа кога сте веќе во некоја војна алијанса и утре, не дај Боже, ако има конфликт, Украина влезе во НАТО алијансата и се смета како конфликт помеѓу Украина и Русија, а ние сме членка од таа алијансата, македонски граѓани кидат во тој конфликт. Направи гледачот многу убава компарација. Зошто јас ја поддржувам оваа идеја и сето ова случување кон НАТО? Затоа што не сакам на моето дете утре да му се случи оно што нема му се случи од 90-та година кога се врати. 2019 е шансата што во 90-та година пропушти една друга генерација. И што го украде моето детство и детството на моите колеги и пријатели кои сега се распрснати секаде по светот. Ако поинаку се поставеа тогаш работите, ако неки работи се знае да се случуваат, ова ќе беше многу подобро место за живење. Ако 1990 година пропуштивме, 2019 не смееме да пропуштиме. Веќе немаме други возови и железничката пруга веќе нема да функционира. Добро, јас не сакам да додавам, меѓутоа митот за една како мокна армија се распрсна токму на југословенско тло. И таа југословенска армија влезе во војна во внатрешните односи. И ако беше толку мокна, ја мислам дека Хрватска и Словенија ќе ја прегазеа. Така што и таа илузија брзо се распрснува. Таа беше мокна поради потенцијалите и поради територијата и инфраструктурата што имаше, но реално гледано да не ја величаме. Сега да не ви спомнувам нешто што јас го знам, а веројатно и вие го паметите, а тоа е мрачната улога на ЈНА при дисолуцијата на Македонија и можните закани за територијалниот интегритет и суверенитетот на Македонија. Добро вечер, следниот гледач. Ало, добро вечер. Повелете. Се јавува Николше Петнестински село, редовен гледач, и баш така да поздравам господин Соловски од присутни и вас и вашите гости. И за мене е предизвик со НАТО или без НАТО. За мене, значи, се годне што сега мојата држава, Македонија, која има шанс или ќе влезе во НАТО, затоа што нашите држави, ние како земја, нема 2 милиони народ, не можеме да се заштитиме од никого. Да бидеме јаси, да не дека сме окупирани без уствари, потоа од сите 4 страни за потреба на Македонија. Добро, ве молам, господине, морам да ве прекинем, зашто страшно се лоши врските со вас или не ви телефонот. Јас би ви сугерирал, оставите го телефонот, нашите од режија повторно ќе ве побараат, ние да ве побараме за да бидат добри линиите. И уште еднаш ви се извинувам за овој прекин, ако го оставите телефонот од режија ќе ве побараат. Режија истовремено ве молам, проверете дали само до гледачите во врските или негде и можеби некој мал кикс. Добро вечер, следниот гледач. Добро вечер. Проверете. Гледач од Битола, долгогодишен учесник во НАТО мисии и добар познавач на технологијата на функционирањето на НАТО. Прашање до гледачите до вас, Човолски, дали се запознати дека една членка на НАТО, кој е членка на Европска унија, Република Македонија или поново Република Северна Македонија, нема воспоставена дипломатски однос. И дали тој чин на начин неимање дипломатски односи, тоа нема да представува основ за не така брзо прием на ова држава во НАТО и во Европска унија. Ето ние имаме слаби врски. Режија, ме молам, дали е до нас или до гледачите. Ова е четврти гледач со лоши врски. Ако ја добро разбрав,
некоја држава од членка на НАТО немаме дипломатски односи, ако е тоа поентата. Ја не се сеќавам дека баш тоа има. Значи, скапо е да се има. Најголем дел од буџетот иде за Министерство за надворешни работи и скапо е да се има. Белгија, например, нема амбасада во Македонија и тоа го има делегирано на Холандија. Можно е, например, во одредена држава членка да нема дипломатско представништво од страна на Македонија или пак од членка на Европската унија и НАТО да нема представништво во Македонија од некогаш од чисто финансиски причини или немање доволно економски и други политички меѓународни односи за да има интерес бидејќи ние мислам дека немаме седишта во сите држави, иначе дека имаме дипломатски односи дури некој што од Виена во Ватикан, од Прага во Словачка и така натаму. Иако мислам дека имаме во Словачка. Добро вечер за следниот гледач. Стравувам за квалитетот на нашите контакти. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Ще извинам, господине Чомовски, сакам да и прачам тие. Дали Југославија беше бивша Југославија, дали беше мала Европа и зашто тој осиромашен ураниум ни ги изфрлија нас? Толку е од прашањето. Добро. Мала Европа сме, да, а зашто фрлија ураниум? Фрлија во битка за меѓу САД, меѓу НАТО и Србија. Ако Србија не го предизвика конфликтот, не верувам дека воопшто ќе доеше до војна. Ама болниците се полни од карциномите се удари. Добро. Добро, пријатно. Пријатно. Поедете. Добро, ја предавам дипломатија. И дипломатијата е водење војна без оружје. И ние сите сме сведоци дека имаше 78 денови бомбардирање во Југославија, кој што прекина во тој момент кога Милошевиќ рече да се прекине. Што значи дека пак зависеше од самата Србија и од Милошевиќ дали ќе се бомбардира 78 денови, 178 или 2 дена, или 0 денови. Значи, сепак некогаш и многу војни треба да сватат, ја и на почеток го кажав, водење на многу лоши меѓународни односи и многу лоша дипломатија на крај резултираат со војни. И затоа битно е да се стават експерти во меѓународните односи и меѓународната дипломатија, за да не се случуваат овие кризи како што се случија во Србија, па да мора да се фрлаат бомби со осиромашен ураниум со цел да се пробијат тие тенкови и тој челик. Тие се некогаш и од воен аспект се оправдани. Значи, ние сме сведоци дека атомска бомба се фрли, а денеска најголеми сојузници на американците се јапонците, нели? И воедно и најголем трговски партнер. Што значи дека доколку се води добра дипломатија, добри меѓународни односи, немаше ниту една бомба да се фрли во Југославија, а и немаше и во Македонија да има толку кризи доколку имавме експерти во меѓународните односи. Добро. Поштувани гледачи 22 и 23 часот, ве замолив со извинување дека ќе траеме некаде до 22 и 30. Потоа Елена Джегуманова ќе ви соопшти прегледот на денешните вести и најновите настани. Добро вечер за нашиот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Ве молам, прв услов е да го намалите телевизорот, втор услов е мобилниот телефон што поблиску до вас, за да може да ве чуеме. Во ред. Добро вечер. Добро вечер. Ате на телефон. Добро. Од Скопската Агура. Сакам да го прашам гледачот, гостин од ваши извинете, за пред малку говорише околу бомбардирањето на Југославија, поточно на Србија. И? И бил Милошевиќ крив кога Милошевиќ кажал дека требало да се прекине тогаш прекинале. Зошто беше тој рад направен во Србија? Вие ќе дајете одговор или барате од нас одговор? Односно од моите суграѓани? Барам право да ми даде одговор за да послушам. А што вие мислите, зошто беше направено? За територијата Косово да се одземе. Да се одлепи? Да се одземе од Србија. Па, од кого да се одземе? Од Србија? Од Србија.
како што сега прават и со Македонија. Само не тапшаат рамо со Европска унија и со НАТО. Значи, благе вез нема. Најголемата терористичка организација што може да постои во светот е НАТО. Јас баш би сакал со некој ваш не можеме да дојдеме до толку високи гости со Јан Столтерберг и уште некој од другите од НАТО. Ниту една војна што ја направи таа организација, ниту една војна не беше за правда некоја и за некои човекови права. И уништија сите држави што завојува. Добро, ви благодарам многу. И вакви ставови мораме да ги уважуваме. Дали има уште некој гледач да привршиме? Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Голем поздрав, Сомовски господине, до вас, до вашите гости и до вашата телевизија која ја ценам како честна, коректна и служи на граѓаните. Како прво, за мене е голем предизвик влез во НАТО, затоа што Македонија сега треба да се гордееме ние истите кои живееме во една држава која бевме сарвисани од сите страни. Во чест, значи, на ова, сакам да поставам последно прашање до гостите, во чест на ова кое сега ние го добивме, заштита од страна на НАТО, заштитени граници, дека веќе никој нема повеќе ниту да не дели, и јас се гордеам што нашата мајка Македонија останува во границите онаму каде што е. Од кој сега многу граѓани кои не се доволно свесни, не се доволно запознати, би сакал да одговорат господата кои се гости, јас тоа го знам и сметам, али тие многу подобро знаат од мене, сакам да кажам дека некои викаат, еве сега летаат грчки авиони. Ние знаеме добро дека Грција има најголема моćна сила на авиација и дека го штити, значи, небото на Албанија, на Хрватска и повеќе земји, тоа ќе го кажат вашите гости, и ние треба да се гордееме сега што некој нас ни го штити и нашето небо како чадор кога ќе врне дожд. И затоа сметам дека за Македонија ова е голема среќа, голема радост која сега Македонија за век и векови ќе постои како држава самостојна, како држава призната од цела Европа и заштитена од НАТО. Јас сметам дека тоа е добро и би сакал да ми објаснат исто дали е тоа честно од моја страна што кажав или не вашите гости. Ви благодарам што ме слушате и посакувам се најубаво. Благодарам, поштовани гледачи, тоа беше еден блиц крик од граѓанскиот форум, како што впрочем настапуваат и вакви големи сојузи, некоја се троми, некоја се брзи, но во секој случај реагираат. На крај, моите вечерашни гости, професорот Маријан Арсовски и докторантот по безбедност Весна Поповска, ги прашувам, има ли уште резерви или ставување дека нема да бидеме членки на НАТО? А дека сме се изложени на ризик се да дадеме и се да простиме? Професоре? Добро, ја исто така би сакал да напоменам дека поготово Европската унија е многу ригидна, НАТО не е толку, меѓутоа Европската унија е многу ригидна и строга за почитување на човековите права, поготово на правата на заедниците. Македонија највеќе може да ги заштити своите заедници во Егејска Македонија само преку Европската унија. И дека ова може и повеќе одеше во прилог и во интерес на Грција во врска со заштитата на македонските права во Грција отколку на нас. И дека секое наше невлегување во Европската унија е само една година добиток и плюс за од страна на нашиот јужен сосед, доколку неќе да почитува правата на заедниците. И би сакал да напоменам дека ние многу повеќе и полесно ќе ги оствариме правата на нашите заедници во соседите доколку сме членки на Европската унија, отколку доколку сме надвор. Затоа што, како што кажав и претходно, кога ние не сме членки на Европската унија и НАТО, тогаш НАТО и Европската унија застануваат чисто на страна на Грција. А ние како не членка не се слуша нашето правиот на глас и не може никош да се побуниме нити за економски, нити политички, нити за човековите права, поготово во полето на заедницата. Тоа е професор Арсовски. На Поповска ќе ги дадам шанса некако завршна
проценка за нашите шанси дефинитивно да бидеме членка на НАТО, ми сугерираат последниот и трпелив гледач кој не следи и во овие предполночни часови 22 и 29. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете. Прво да честитам 70 годишнината на НАТО. А второ, мислам сите овие гледачи ги слушав дискусиите, нема потреба да се абсолвира причината зашто беше бомбардиран Милошевич, а не Србија, поради тоа што ги помина црвените линии неколку пати. Само една имам замерка на мисијата на НАТО во Македонија. Јас сум директен учесник во НАТО активностите и многу слаба имаат што се вика PR стратегија и Hearts and Minds policy. Значи како да тоа Hearts and Minds policy е како да пристапат кон срцата и умовите на македонските граѓани. Значи за НАТО што да кажеме, значи сојуз на цивилизирани држави, поборници за демократија, заштита на човекови права, владење на право. Тоа е тоа, нема што повеќе да се каже. Туку пример за тоа, за што кажав Hearts and Minds policy, катастрофална PR стратегија во Македонија е токму вакви господа, како што имате гости вечерва, Фарбаниев господин и Угоена во Девојче, Нано Ружин, Мерсел Билјали, не знам сите тие. Тоа се све ориентални у мајндсет луѓе, произлекнати од тие кујни, удбашки да не кажам, а сега се прооксидент и прозападни. Тука е грешката и знам дека НАТО, луѓето во Македонија го ја пратат оваа емисија, да посветат внимание на вакви персоналитети како што се вашите гости. Добро, ви благодарам. Ја го уважувам вашето мислење, но не го уважувам речникот на навреди кој оди до степен на физички дискредитации. Мислам дека имаше шанса тоа да го кажете при крајот, иначе на почетокот да стартувавте немаше да ви дам шанса да говорите. И воопшто, респектирајте ги соговорниците кои одвоиле време да ви соопштат различности и да ви испровоцираат со реакција како што е вашата. На крајот на краиштата, ако нема ваква емисија, еве во најригидна форма, ако нема вакви мои соговорници, на што ќе реагиравте? На селските муабити сред продавниците? Или на само бендисаноста дека го имате дискреционото право на сите да им делите лекции кои се спротивствуваат на вашите да речем условно перцепции или анализи. Но во секој случај јас сум отворен, оваа телевизија секојаш тоа ќе го има во својата филозофија на емитување. Весна Поповска, може ли да извисиме? Секогаш може да се случи се. Ниту еден одговор не е апсолутен во тој дел. Македонија ќе стане полноправна членка на НАТО кога ќе биде ратификуван протоколот од сите земји членки на НАТО. Тој процес е веќе во тек. И јас искрено верувам дека нема да има поголеми потреси, дека ќе помине тој процес без проблеми. Меѓутоа, македонската дипломатија мора да има на ум дека треба да ги држи добри односите со сите партнери, со соседите и со сите земји членки. И дека треба да се фокусираме и на другите земји членки, а не само на оние околу нас што ни беа нели клучни за постигнување на овие договори. Исто така треба да ги искористиме и стратешките предиспозиции кои ги имаме. Партнерството со Турција во поглед на членството во НАТО може да биде од огромна важност, особено заради фактот што Македонија има сериозен број на своји граѓани во Турција. И своји граѓани во Турција, и Турција има своја голема етничка заедница. Голема национална, да, големо малцинство национално во овој дел. Она што ако дозволите би сакала да го кажам за крај е дека мора да се вратиме на НАТО вредностите како за окружување. Многу ми навикаат Silver Alliance, односно Star Alliance, звездата со 4 краци. Во суштина малкумина знаат дека тоа не е звезда, туку е компас. И тоа е идејата на самото лого и на самата символика. Сината боја го символизира Атлантскиот океан, кругот ја символизира обединетоста, а звездата е практично компасот или она што треба го следиме како идеја за возаштита на демократските вредности, на либералните слободи и на поредокот како такав. Добро, ви благодарам многу, поштовани гледачи. Не морате да ги уважувате моите гости.
не можете да се согласувате, но бидете го речникот на толеранција. Уште еднаш им благодарам на Маријам Арсовски и Весна Поповска што одвоија време за вас и за нашата телевизија да бидат соговорници и собеседници по повод 70 години и предстојните очекувања на Македонија за членка на НАТО. Пријатна вечер од мене и ви благодарам уште еднаш што бевте гости.